Бритни Спирс е доста активна на социјалните мрежи во последно време, објавувајќи низ за летни фотографии во секси фустани додека е на одмор во Мексико. Но најновата објава на звездата го однесе ова чекор понатаму и несомнено ќе ги остави обожавателите шокирани. Бритни Спирс позираше гола во каубојски чизми и ја објави фотографијата на своите социјални мрежи. 43-годишната Бритни денес сподели фотографија на Инстаграм на која носи само еден пар темни каубојски чизми. Оваа фотографија може да ја видат нејзините следбеници, односно речиси 42 милиони луѓе како и сите други на платформата. Познатата пејачка може да се види како стои со грб свртен кон камерата, додека мала емотикон роза и го покрива задникот. Таа гледа надвор низ стаклените врати, држејќи ги рацете над главата. Бритни одлучи да ги исклучи коментарите за провокативната објава, веројатно знаејќи дека тоа ќе предизвика многу реакции. Игор Којич, синот на познатиот пејач Драган Којич Кеба и неговата сопруга Софија, официјално ставија точка на својот брак кој траеше само 5 месеци. По тајното венчавање и големата љубов, двајцата сватиле дека е најдобро секој да продолжи по својот пат. Како што дознаваат српските медиуми, неодамна во една адвокатска канцеларија во Нов Белград потпишале спогодбен развод и се договориле да се посветат на сопствените планови и животи. Извор близок до семејството открива дека Кеба и неговите најблиски со олеснување ја примеле оваа вест, бидејќи уште од почетокот не ја сметале Софија за вистински избор за Игор. Во последните месеци Игор се почесто нагласувал дека бракот не функционира како што очекувал, тој сакал стабилност и мирен семеен живот, додека Софија имала други приоритети и интереси. Токму таа разлика во сваќањето на животот според блиските била главна причина за нивната разделба. Сите застанаат зад Игор и му дадоа поддршка. Веруваат дека овој пат ќе се посвети на вистинските вредности и ќе пронајде партнерка која е навистина во склад со него, вели изворот. Ана Петановска освои награда за најдобра интерпретација на фестивалот Далматинска шансона во Шибеник, Хрватска. Една од најталентираните поп пејачки кај нас ја испеа песната Само љубов постои со музика на Григор Копров, текст на Роберт Пилепик и аранжман на нејзиниот брат Стефан Петановски. Ана растори во Шибеник, ова беше една од нејзините најдобри изведби, доби долг аплауз и овации кои сосема ги заслужи. Веднаш по настапот, хрватските медиуми се заинтересираа за неа, а најважно од се е што доби понуда за соработка со Кроација Рекордс и уште една музичка издавачка куќа, вели композиторот Григор Копров. Одлично си поминавме, енергијата на сцената беше неверојатно убава, тоа некако ни беше дополнителна награда. Оркестрот е вонземски буквално, прекрасни луѓе, убава публика и многу пријателства со луѓе што пак си ги видовме од минатата година. Секогаш е задоволство со нив да се соработува. Ние сме ептен задоволни со настапот, ова беше еден од ритките кај што не се оптеретувавме премногу технички, само се опуштивме и тие 3 минути беа како цела приказна, рече Ана Петан. Акробати, жонглери, улични музичари, илузионисти и кловнови, повеќе од 20 интернационални артисти од уличните сцени низ градовите во државава, ќе ги забавуваат граѓаните од денес па се до 6 септември. Баскер Фест 2025 година своето јубилејно 15-то издание го започнува од Расадник во скопската општина Киселавода. По пауза од неколку години, овој фестивал се одржува под мотото "Побараја забавата", носејќи уметноста меѓу луѓето на плоштадите, улиците и јавните простори. Програмата ќе може да се проследи на 13 локации во 9 градови. Артистите кои ќе настапат доаѓаат од сите краишта на светот, од Полска до Чиле, од Канада до Бразил. Со единствена цел, како што истакна организаторот на Баскер Фест, Пане Темов, да ја раздвижат секоја локација, да создадат моменти што се доживуваат со сите сетила и да се памета трајно.